вечер од Вашингтон. Го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, во Брисел, НАТО расправа за ситуацијата во Авганистан и односите со Русија. Во Вашингтон, председателот Обама е домаќин на самит за реформа на здравствената заштита. Но емисијата ја започнуваме по трагите на веста дека Меѓународниот кривичен суд издал налог за апсење на суданскиот председател. Суданскиот председател Омар Ал-Башир го отфрли Меѓународниот кривичен суд еден ден откако ова тело издаде налог за негово апсење под обвинение за воени злосторства во регионот Дарфур, прв таков налог на судот против еден актуелен председател. Башир преди лјадници симпатизери во главниот град Картум коментираше дека потегот е дел од заговорот на Запад повторно да го колонизира Судан поради нафтените и други природни извори. Обвинението против Башир содржи 7 точки на воени злосторства и злосторства против човештвото, меѓу кои убиства, силувања и тортури. Судан реагираше во рок од неколку часа, протерувајќи најмалку 10 странски агенции за помош. Обединетите нации рекоа дека тоа ќе биде сериозна препрека за хуманитарните операции за, според проценките, вкупно 2,5 милиони раселени лица во Дарфур, каде во 2003 бунтовници кренаа востанија против суданската влада. Според Обединетите нации, во борбите и насилството поврзано со нив, досега се убиени над 200.000 лица. Судан тврди дека бројот е далеку помал, околу 10.000. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ги повика НАТО и Русија на свеж почеток во односите што прекинаа по рускиот упад во Грузија минатата година. Клинтон на средбата на министри за надворешни работи на НАТО потикна на конструктивна соработка во областите од заеднички интерес, контролата во вооружувањето и помошта за луѓето во Авганистан. Предходно генералниот секретар на НАТО Јабде Хоп Шефер формално предложи дека е подобро односите да продолжат поскоро отколку подоцна. Некои членки, како Литванија, сметаат дека таквиот потек е преуранет. На тема Авганистан, Клинтон предложи меѓународна конференција на високо ниво за ситуацијата во регионот, поможна во Организација на Обединетите нации на 31 март. Американскиот председател Барак Обама домаќин на форум во Белата куќа за реформа на здравствената заштита, на кој учествуваат 150 лекари, пациенти, лица кои работат во здравственото осигурување и конгресни представници. Тема е како да се намали цената на услугите во американскиот систем на здравствена заштита, најскап на светот. Според проценките, над 45 милиони американци немаат никаква здравствена заштита, а економската ситуација само прави да биде полоша. А поради економската ситуација, американската влада објави план тежок 75 милиарди долари за помош на собствениците на домови, чија неможност да ги отплаќаат кредитите, ги снижи цените на пазарот на домување и негативно се одрази на економијата. Програмата би можела да помогне на околу 9 милиони лица преку снижување на месечниот износ на кредитот. Критичарите тврдат дека тоа нема да биде доволно за стабилизација. Владиниот одел за труд пак денес соопшти дека бројот на американци кои се пријавуваат за социјална помош поради невработеност минатата недела малку се намалил за 31.000 на вкупно 639.000, но и натаму представува нималку розов показател за ситуацијата. Во моментов нешто над 5 милиони американци примаат помош поради невработеност во рок подолг од една недела. А од вестите од индустријата на забава. Робин Вилијамс мораше да откаже 4 настапи во Флорида поради проблеми со дишењето. Лекарот му препишал недела одмор пред да продолжи со турнејата по 80 градови. Леонардо Ди Каприо во финални преговори за главната улога во научно-фантастичниот филм Зачеток. Режијата е на Кристофер Нолан, авторот на Црниот витез. На 92 години Кирк Даглас не помислува на одмор. Актерската легенда има свое шоу во кое споделува сеќавање на кариерата и животот. Вели, немам намера да ве инспирирам, само да ве забавувам. А во продолжение на Newsflash, ново истражување би можело да стави крај на дебатата која диета е најдобра.
Се чини дека тајната не е во видот на диета, туку мощно едноставно во истрајноста. Барбара Колоткин ја испробала речиси секоја диета промовирана од нутриционистите. Таа забележала дека секоја од нив функционира, но не за долго. За кратко време се откажував и добивав дури повеќе килограми отколку пред диетата, вели таа. Сега има студија на оваа тема која сугерира дека строгото придржување на конкретна диета е клучот за успех. Студијата вели дека она што е навистина важно е бројот на калории што се внесуваат. Доктор Френк Сакс од одделот за јавно здравје при Универзитетот Харвард го предводел тимот што ја извел студијата. Нејзината суштина е споредување на 4 различни диети со различна комбинација на масноти, јаглени хидрати и протеини од животинско потекло. Секоја од диетите го намалила нивото на калории што лицето вообичаено ги консумирало. Сите диети беа ефикасни, особено ако луѓето се придржуваат до нив. За период од 3 години, секоја од групите корисници на различни диети изгубиле речиси ист број на килограми без оглед на тоа на која диета се придржувале. Нивото на холестеролот и шеќерот во крвта исто така се намалиле во секоја од групите. Барбара Колоткин конечно успеала и стимнала 29 килограми од телесната тежина, работејќи со стручно лице за да остане на диетата. Доктор Хауард Айзенсон од Центарот за диета и фитнес во Дюк универзитетот вели клучот е едноставен. Постојаност. Тоа е волшебната формула. Секој треба да си одреди кои фактори за него се битни за да се остане мотивиран за останување со тој режим на исхрана што е добар за нивното здравје и изглед. Сеедно дали тоа е самата диета, фитнес инструктор или нешто друго. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. За најнови содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.